Тезите за качување на последни возови, стигнување пред портите на Брисел и слично се нелогични за мене. Подобро е ние овде Македонија европска да ја градиме, да ја препознаваме. Не е тоа пат, не се оди со Ориент Експрес во Европа, туку на поинаков начин. И мислам дека треба да се фрлиме на она што се вика копенхагенски критериуми. Без владење на право не може да има ни просперитетна економија, не може да има сигурност, не може да има демократија. Без квалитетна администрација, костурот на државата, не можете да правите реформи. Не, ќе продуцирате клиентелизам, непотизам. Впрочем, тоа е нашиот амбиент. Уставот ни стана како кувар со странски рецепти, но парализирана ни е демократијата и јас, како некој кој живее со и за уставното право, гледам веќе овде некои од луѓето кои може би се најзаслужни или највиновни зашто јас влегов во сево ова, не знам, едното го мислам, ама ме убедија, ним им верувам, главно жени се, еве ги зад вас стојат и никогаш нема да го заборавам нивното влијание на мене. Кога ми е тешко, одма ми се враќаат во мислите. Ке формирам уште во стартот една група од македонски и странски експерти по уставно право и самата стотици страници сум напишала за проблемите во македонската демократија. Ние и немаме вистински систем на поделба на власта. Какви проблеми видовте имаме со кому да се довери ветото, дали е на правото место, кому да се довери мандатот, дали ветото е какво што треба. Прашања од кои што зависи како ќе функционира оваа земја. Вашиот опонент Стево Пендаровски од отварањето на штабот синоќа порача дека концептот кој што го нудите повторно ќе ја врата во Македонија како заробена држава, мислеше на евроинтеграциите и НАТО во делот каде што најавивте ревизија на сите штетни договори за Македонија. Како го објаснувате ова? Да. Каква порака вие праќате? Прво, ревизија е збор од студената војна и од комунизмот. Не постои во мојот речник. Јас како правник, кога се повикувам на владење на правото, се разбира, мислам и сум консултирала луѓе што мислат за она што е клучен критериум копенхагенски, владење на правото. Нема да постојат обединетите нации, доколку се разбира не се почитува она што е задолжително меѓународно право, ние го викаме правниците jus cogens. Оти, видете, судот на правдата во Хаг не го формиравме ние, го формира обединетите нации и сега тој суд е надлежен во последна инстанца за сите проблеми што ќе произлезат од Преспанскиот договор. Што ви е тоа? Иначе коментарот не го градев јас тој модел, туку господинот Пендаровски. Беше со децении национален советник за безбедност и за надворешна политика, па и до неодамна нејасно изјавуваше дека името е непроменливо, дека за него треба широк консензус, дека никој не овластил географска одредница некого да договара и така натаму. Не, јас велам дека ќе се држам до правото и до правдата и за еден професор по уставно право тоа ми се чини најважно.